Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, 8 минути после 11 часот го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Деца легнати на железничката пруга на дожд и кал, пораки испишани на англиски јазик, се соочуваме со расизам, сакаме да го продолжиме патот кон Европа. Ваква е сликата деновиве на Идомени, југоисточната балканска рута, главниот пат по кој бегалците се движеа за да стигнат до богатите европски земји, веќе некое време е запечатен. Бегалците се обидуваат да извршат притисок и свесно седат во калта, смета австрискиот вице-канцелар Мите Рендер, кој верува дека целта е политизирање на состојбата. Германија, која главно е најпосакувана дестинација за мигрантите, се обидува да ја стопира досегашната политика на отворени врати. Ќе се формираат ли нови миграцијски рути? Австрија се подготвува за такво нешто. Бугарија децидно порача дека нема да биде дел од бегалската рута. Балканскиот пат беше официјално затворен за време на средбата на челниците на ЕУ Турција на 7 март. Преку Балканскиот коридор лани влегоа околу 880.000 мигранти, а само во првите 2 месеци од годинава влегоа 128.000. Пролетва бројката драматично ќе се зголеми, барем такви се очекувањата. Мој денешен гостин во Кворум е државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Анастасија Илиевска. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Поздрав до слушателите на вашето радио. Ви благодарам. Разговараме за бегалската криза со која се соочува Македонија. За почеток, што значи договорот ЕУ Турција, чинам едно од главните прашања кои си го поставуваат изминатиот период македонските граѓани. Да, пред да зборуваме конкретно за договорот ЕУ Турција, ја би спомнала дека Европска Унија се обидуваше да изнајде решенија и начини за справување со бегалската криза. Ке се навратам на месец октомври, на 25 октомври минатата година, кога во Брисел имаше една конференција на земјите од Западно-Балканската рута и Европска Унија, на која што представниците, председатели и премиери ја потпишаа таа изјава на лидери, во која што се внесени мерки за справување со бегалската криза на овие земји кои што се долж Западно-Балканската рута, земајќи ја тука во предвид Грција, Македонија, Србија, Хрватска, Словенија и Австрија. Веднаш потоа во месец ноември е првиот договор меѓу Турција и ЕУ. Сето она што беше внесено во тој договор, Турција и ЕУ, имаше задолженија како за Европската Унија, така и задолженија за Турција. Тогаш прв пат во тој договор беа назначени 3 милиарди евра, кои што ЕУ треба да ги исплати на Турција, се со цел да обезбеди подобри услови за бегалците и мигрантите кои што се наоѓаат на територија на Турција. Во моментов таму се околу 2,5 милиони лица кои што живеат повеќе години, на кои што им е потребна не само храна и вода, туку и на децата образование, работа и така натака. Она што Турција го обезбедува за тие лица во последно време се некои олеснителни мерки за вработување на тие лица кои што доаѓаат од Сирија, а исто така средства кои што Турција им ги префрла на месечно ниво на тие лица за да можат да живеат во тие центри. Сакам да споменам дека илјадници деца се родени само во 2015 година во Турција, кои што доаѓаат од Сирија и некои други земји. Тежината на Турција, која што ја носи со цела оваа криза што е во Сирија и со другите земји, од каде што доаѓаат бегалците и мигрантите, е огромна. Овој самит што беше минатата недела меѓу Европската Унија и Турција е само доградување на мерките и како една ретроспектива и мерки со кои што понатаму цела оваа ситуација би можело да се менаџира, да се контролира и да биде во согласност со сите правни регулативи кои што Европската Унија претходно ги има донесено. Сакам да споменам тука најпрвин за Шенген системот и за земјите кои што се вклучени во овој систем.
На последниот самит беа третирани конкретно Турција и Европската унија. Турција побара повеќе средства од 3 милиарди евра, поради тоа што и овие 3 милиарди евра досега ги нема добиено од страна на Европската унија за поддршка на бегалците и мигрантите кои што се на нејзина територија. Во теков на оваа недела, на 17 и 18 дефинитивно ќе видиме што ќе биде внесено во тој документ, кои ќе бидат задолженијата како за земјите членки на Европска унија, така и за Турција. Што може да очекуваме со оглед на поделеноста на земјите на Европската унија околу затворањето на миграцијската рута? Да, она што сега во моментов веќе е март месец 2016-та, јасно можат сите да го видат, е не единственото решение на Европската унија за решавање на оваа криза. Во недостаток на неединствено решение на кризата, за справување со кризата со бегалци и мигранти, сите земји беа принудени да носат своји национални решенија, но и решенија кои што ќе бидат донесени помеѓу две или повеќе земји. Таков е и договорот на земјите од Западно-Балканската рута, Македонија, Србија, Хрватска, Словенија и Австрија, кој што договор беше за регулирање на движењето по оваа Западно-Балканска рута, се со цел да биде испочитувана квотата на лица на дневна основа, која што Австрија ќе ги прима. Тоа е 37.500 за 2016 година, лица кои што ќе поднесат азил во Австрија, и дополнителна втора квота која што ќе транзитира низ Австрија со крајна дестинација Германија. Знаеме дека останатите земји кои што беа во 2015 година цел на овие лица, на бегалците и мигрантите, ги затворија своите граници и јасно кажа дека во рамките на нивните територии немаат повеќе простор и можности да примаат лица и мигранти и бегалци, остана само Германија со политика дека примаат на нивна територија. Но се она што се презема е малку поразлично од она што можеме да го слушнеме. Република Македонија според тој договор на својата територија и во својата граница ќе пропушти онолку лица колку што земјите кои што се северно од нас, Србија, Хрватска, Словенија и Австрија, ќе примат во своите граници. Овој договор, кој што е на 17 и 18 сега, оваа недела, директно не ја опфаќа Македонија, но индиректно ние сме засегнати од таа ситуација. Во овој контекст сакам да наведам дека она што беше со изјавата на лидери на 25 октомври наведено како задолженија за Грција да изгради хотспот, тоа се жешки точки, кои што жешки точки требаше да бидат вкупно 5 на територија на Грција и исто така такви точки требаше да има и на Италија, како први земји членки на Европска унија кои што би ги прифатиле на нејзина територија лицата кои што мигрираат. Во тие хотспотови требаше со персонализација и идентификација да се утврдат можностите и правата на лицата, дали имаат право понатаму да бидат третирани како бегалци, дали ги исполнуваат условите или нивното мигрирање е од други причини кои што според правилата на Шенген системот се исполнети или не се исполнети. Доколку се исполнети, поради тоа што Грција е прва точка, земја точка каде што влегуваат бегалците и мигрантите, земја членка на ЕУ и земја која што е дел од тој Шенген систем, понатаму ако се исполнети условите на тоа лице, истото да биде релоцирано во други земји членки на ЕУ или пак со реадмисија да биде вратено во неговата матична земја или во земјата од каде што дошло на територија на Република Грција. За жал, тие хотспотови, тие точки, во текот на месец декември
требаше веќе да функционираат, но веќе сега сме месец март 2016 година. Од наши сознанија тие постојат, но нивната функција се уште не е со толкав голем обем како што сите земји очекуваа, не само земјите членки на ЕУ, туку и земјите кои што беа транзитни земји и се транзитни земји за мигрантите и за бегалците. Доколку почнат овие хотспотови да функционираат, можно би било похумано однесувањето и патувањето на овие лица кои што на вистина доаѓаат од жаришта каде што има војна и ги исполнуваат условите за статус бегалец. Така. Тука е време да направиме една пауза и продолжуваме со разговорот, почитувани слушатели. Останете со нас, за кратко се враќаме во студиото. Така, повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Мој денешен гостин е државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Анастасија Илиевска. Разговараме за бегалската криза со која се соочува Македонија. Господја Илиевска, се појавија информации дека откако беше затворена македонско-грчката граница, во просек по 60 на мигранти дневно се обидуваат да влезат во нашата земја. Точни ли се овие информации? Што е со криумчарењето на мигранти? Јас повторно ќе се вратам малку наназад како една ретроспектива. Со донесувањето на сите критериуми и дополнителни услови од земји членки на Европска Унија кои што се наоѓаат северно од Република Македонија, имавме дополнителни притисоци како прва земја која што се обидуваше да ги почитува сите тие критериуми и услови кои што ги донесуваа земјите членки на Европска Унија. Знаеме дека во месец ноември од страна на еве пак ќе кажам, Хрватска, Словенија и земји членки кои што се на Европска Унија, беше направена селекција на економски мигранти и бегалци. Што значи тоа? Тоа значи дека лица кои што патуваат и нивната природа за мигрирање е поради економски причини и лица кои што бегаат од воени жаришта, од војни во нивните земји, кои што се имаат статус на бегалци. Тогаш во месец ноември имаше огромен притисок на нашата јужна граница со Република Грција и од неколку илјади мигранти беа каменувани нашите полициски сили. Тогаш имавме повредени 25 полицајци од кои што беа каменувани од територија на Република Грција. Ќе кажам уште еднаш дека тоа е недозволиво и многу далеку од хумано од страна на оние лица на кои што Македонија во секој момент им укажа хуман пристап во обезбедување на достојни и човекови услови, на престој краткотраен и на транзитирање низ државата. Исто така, со воведувањето на дополнителните услови и критериуми, дополнително се зголемуваше и притисокот на јужната граница на Република Македонија и ќе кажам само дека со намалувањето на бројот на лица кои што имаат право да ја напуштат Република Македонија, значи колку Република Србија ќе прими, толку во Македонија и ние треба да примеме, тоа значи дека притисокот се повеќе и повеќе се зголемуваше од лицата кои што се наоѓаа на грчка територија и не ги исполнуваат условите понатаму да транзитираат. Секојдневно полициските сили заедно со армијата се распоредени долж јужната граница на Република Македонија, поради тоа што во Република Македонија уште во 2015 година е прогласена кризна состојба. Тоа значи дека и армијата може да се вклучи во менаџирањето со оваа криза и секако тука надлежна институција која што ги менаџира и ги раководи сите институции во државата е Центарот за управување со кризи. Имаме забележано обид за нерегуларно, неправилно и насилно влегување на територијата на Република Македонија, но силите
полициските сили на Министерството за внатрешни работи и армијата се справуваат со тие појави, иако тука ќе потенцирам дека целта и мотивацијата на криумчарите со мигранти е огромна, поради тоа што тие наплаќаат огромни износи на средства за да им обезбедат пат до земјите крајни дестинации на бегалците и на мигрантите. Со самата појава на криумчарење на мигранти, безбедноста на лицата кои што патуваат е во огромна загрозеност и имаме појави кои што ги загрозуваат човековите права на лицата бегалци и мигранти. Бегалците бараат да им се каже што ќе биде со нив. Тие не сакаат да се вратат во нивната земја онаму од каде што доаѓаат, ниту пак прифаќаат да бидат сместени во прифатните центри во Поликастро, Солуни, во Атина, бидејќи стравуваат дека оттаму ќе бидат вратени од таму каде што доаѓаат. Што доколку се обидат насилно да влезат во Македонија, станува збор за голема бројка во близина на нашата територија. Според моите информации, тоа е се околу 25.000 што ги има околу нашата граница. Дали МВР е подготвено за една вакво сценарио или една ваква можност? На границата на територијата на Република Грција во моментов има повеќе од 35.000 мигранти и бегалци кои што го чекаат исходот за нивната иднина или судбина. Дел од нив се сместени во прифатните центри кои што Грција ги формира ги создаваше во последниот период. Исто така истите се распоредени и близко до нашата држава, значи на северниот дел од Република Грција. Нивниот број е огромен, поголем е од 12.000 лица долж граничната линија со Република Грција. Тие веќе неколку дена после завршувањето на самитот организирано им понудуваат да бидат префрлени во центрите кои што се наоѓаат во Солун и Атина, значи подалеку од граничната линија со Македонија. Нормално никој не може да им каже која ќе биде иднината и која ќе биде политиката. Сепак се зависи од самитот. Така е, се зависи од самитот и она што ќе биде одлучено. Знаеме дека во таа декларација беше наведено дека за секој е едно лице кое што од територијата на Грција ќе биде вратено во Турција, друго лице од Турција кое што ги исполнува условите ќе биде со авионски превоз пренесено во Германија или во другите земји членки на Европската Унија според одредените квоти. Сега тука има и мало недоразбирање поради тоа што дел од земјите членки на Европска Унија не се согласуваат да прифатат на нивна територија одредена квота. Дури знаеме дека Унгарија најави референдум за дали или да се прифатат или да не се прифатат лица на територија на Унгарија од бегалци или мигранти. Има уште многу неразјаснети моменти, но се додека не се разјаснат или не се заземе еден единствен став кој го очекувавме уште во 2015 година, ние треба да се грижиме за територијата на Република Македонија, за граѓаните кои што се од Република Македонија и за сите оние лица кои што се на територијата на Република Македонија. Тука сакам да посочам дека иако во време на политичка криза институциите многу совесно и одговорно се ја менаџираат цела оваа ситуација, секако и управувачкиот комитет за справување со кризи многу сериозно и одговорно и пристапи на цела оваа криза поради тоа што има огромни размери. Транзитирањето на мигрантите во Република Македонија е надвор од населени места.
Тие се превезуваат од центарот кој што се наоѓа блиску до граничен камен 59 директно во Табановце и поради тоа граѓаните на Република Македонија имаат или да кажам воопшто немаат контакт со овие мигранти, не можат да ги почувствуваат, да го почувствуваат нивното присуство во градовите или во населените места. Како што е случај со Белград, каде што можеме да ги видиме на железничката станица, во парковите во центарот на Белград или низ Загреб, а не па да правам споредба со она што се случува на територија на Грција, буквално каде што се сите распространети. Притисокот е огромен, но уште еднаш ќе потенцирам дека потребно е единствено решение на сите на Европска Унија за да Република Македонија го следи и го прифати се она што е во изјавата на лидери потпишано. Република Македонија целосно го почитува и целосно го спроведува. Ние на наша територија кажавме дека ќе имаме привремено сместување на 2000 лица, 1500 лица во долу во Гевгелија, во центарот во Гевгелија и 500 лица на Табановце, но за неколку часовен престој. Тука имаме обезбедено здравствена заштита, тука е Министерството за здравство, каде што 24 часа има лекари и медицински сестри во соработка со Црвениот крст. Сите лица имаат здравствена помош и нема да ја испуштам хуманитарната помош која што во секој момент ја имаат бегалците и мигрантите од страна на топли пијалоци, храна, вода и топла облека. Секако во шаторите се обезбедени и услови во смисла на загреани шатори, каде што во зимски услови мигрантите ќе можат да имаат едни достојни услови за неколку дневно или неколку часовено престојување. Така, тука правиме една кратка пауза, бидејќи сме на половина од емисијата. За кратко се враќаме во студиото и привршуваме со нашиот разговор. Почитувани слушатели, останете со нас. Така и го слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на Кворум. Мој денешен гостин е државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Анастасија Илиевска. Господјо Илиевска, што ќе се случи со оние бегалци кои останаа заглавени на Табановце? Голем дел од нив бараат диви премени за да влезат на територија на Србија. Да. Во последните денови ние буквално разговаравме со сите тие лица. Освен што направивме анкета, секако од анкета која што ја направија институциите, но и невладините организации покажува дека 95% од тие лица не сакаат да поднесат барање за азил во Република Македонија. Тие сакаат што е можно побрзо да напуштат територијата на Република Македонија и да го продолжат нивниот пат се до нивните земји кои што се желба и сакаат да бидат нивна крајна дестинација. Најчесто тоа е Германија и поретко е Австрија. Дел од тие лица се наоѓаат на територија која што се наоѓа меѓу Република Македонија и Република Србија, но Србија, иако се поблиску до центарот во Србија, не сака да ги прими, а тие не сакаат да се вратат во Република Македонија. Поради тоа што условите на центарот во Гевгелија се подобри, ние изминативе денови разговаравме со нив се со цел да се преместат во Гевгелија. Поради тоа што знаеме дека минативе денови имаше повеќе обилни дождови и нехумани услови, но никој од нив буквално не сакаше да се премести со исклучок на 10 или 20 лица. Судбината на тие лица кои што се на територија на Република Македонија, но такви има и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија. Јас се надевам за скоро дека ќе имаме некој став генерален од страна на овие конференции и самити. Секако и со оние лица кои што се на територија на Република Грција, поради тоа што таму бројот е огромен и знаеме дека за сите нема доволна хуманитарна поддршка како што е храна, вода или здравствени услови.
ќе потенцирам дека низ територија на Република Македонија 700.000, повеќе од 700.000 лица во 2015 транзитирале и сите се задржале само онолку колку што било навистина потребно, се со цел да се регистрираат, да им се пружи некоја помош и да го чека транспортното средство со кое што ќе стигнат до следната точка Табановци, а понатаму Прешево. Уште еднаш ќе сакам да подвлечам за сите оние неизвестности и сите оние пропратни криминални појави кои што ги носи ова движење на бегалците и мигрантите, нивната неизвестност и нивниот огромен ризик да станат не само жртви на криумчарење со луѓе, туку да станат жртви и на трговија со луѓе и на сите други криминални појави кои што ги носи ова бегалска криза заедно со себе. Криумчарењето со мигранти веднаш после трговијата со оружје и трговијата со дрога е трета наред, но со тенденција да го заземе првото и второто место. Значи, криумчарите се премногу мотивирани од финансискиот профит за криумчарење со мигранти и свесни сме на ризикот дека по секоја цена тие ќе се обидуваат да изнајдат пат со кој што овие бегалци и мигранти ќе стигнат до земјите крајни дестинации. Овие мигранти и бегалци не поминале илјадници километри за да останат во земјите кои што се долж западната балканска рута, а тука е и Република Македонија. Тие сакаат што е можно побрзо да стигнат во земјите кои што се дел од Европската Унија и не само дел од Европската Унија, туку најчесто се земји кои што им нудат многу добри социјални услови на бегалците и мигрантите, а една од нив е Германија. Така, деновиве се зборуваше за тоа колку средства добила Македонија, особено по изјавата на шефот на државата Ѓорѓе Иванов за германскиот весник Билд, дека Македонија не добила ниту денар. Колку уствари ние имаме добиено средства? Знаеме Турција колкави пари бара, колку Македонија добила со оглед што ние сме дел од оваа миграцијска рута? Да, Турција на самитот во ноември 2015 побара 3 милиарди евра, од кои што се ми се чини дека и нема добиено ништо. Овој износ го зголемија на 6 милиарди евра, но се зборуваше нешто и за 9 милиарди евра. Она што Република Македонија разговараше со институциите на Европска Унија, и ние сите како институции доставивме преку Центарот за управување со кризи наши потреби до делегацијата на Европска Унија уште во месец септември. Тоа беа потреби најмногу во опрема, поради тоа што во нормални услови на функционирање министерствата и институциите имаат опрема, но во вакви услови на криза опремата навистина ни е повеќе од неопходна. Од септември месец, кога разговаравме и ги поднесовме до делегација на Европска Унија нашите потреби, до сега трае постапката за одобрување и постапката за обезбедување на таа опрема и имам информација дека во теке евалуација на постапката и некаде најбрзо тие дел од таа опрема бија добиле во месец мај. Се до сега институциите трошат своји средства. Министерството за внатрешни работи на почетокот трошеше повеќе од 800.000 евра месечно. Сега во моментов месечно троши повеќе од 1 милион евра, што е што се огромни средства за буџетот на Министерството за внатрешни работи, но секако тука ќе ги кажам и трошоците кои што ги прави Министерството за одбрана.
Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала, Центарот за управување со кризи и останати други институции кои што менаџираат со оваа ситуација. Она што на месечно ниво од страна на буџетот на Република Македонија се троши за справување со бегалската криза се огромни средства и се дополнителни средства кои што реално не оптоваруваат, а од друга страна тоа се средства кои што ги издвојуваат граѓаните на Република Македонија. Се надевам дека во рамките на министерствата и на институциите кои што се вклучени во решавање и менаџирање на бегалската криза, дека што е можно побрзо ќе стигни опрема и поддршка која што ќе биде обезбедена од одредени донатори и од страна на Европската унија. Она што па ги добиваат невладините организации и хуманитарните организации се однесува за директна поддршка на бегалците и на мигрантите во обезбедување на храна, шатори, грење, здравствена помош и така натака. Но тоа е различно од она кое што на дневна основа или на месечна основа го трошат институциите месеци наназад. Ќе потенцирам дека од јуни месец Министерството за внатрешни работи има зголемени трошоци за менаџирање со оваа криза, а со прогласувањето на кризна состојба на јужната и на северната граница на Република Македонија, тука се вклучени и другите институции и нормално дека трошоците за справување со оваа криза на сите тие институции се огромни. Така. Јас тука ќе морам да ви се заблагодарам за разговорот со оглед на тоа што имате работни обврски, почитувани гледачи. Ви благодарам и вас. Ви благодарам уште еднаш и за оваа анализа и за тоа што го споделивте со нашите слушатели. Вам, почитувани слушатели, секако ви благодарам на вниманието. Повторно се слушаме за 7 дена на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија со нови теми за анализа. Денеска е 14 март 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Давчев. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.